Законот дозволува две опции: вработување во институција сродна што е државна институција после 45-та година, и другата опција е опремнина. Поголемиот дел се определуваат за опремнина од причина што не гледаат избор во тоа што го нуди Министерството. Министерството за одбрана 99% нуди затворска полиција. Тоа што е најнепопуларно и што е катастрофална ситуацијата во нашата држава. Секој што отишол таму сам си напуштил, така да останал и без опремнина и без работа. Многу мал дел е во Шумска. Директорот се фали сегашниот, значи збориме за Пандов, дека затворска полиција највисока плата во државата зима. Не е точно тоа. 40.000 кусур вика дека се зима. Со прекувремени, со ноќни, со сите додатоци, но условите за работа. Значи, мислам дека шефови се тие внатре, а не обезбедувањето. Затворската полиција затоа и не е популарна. Значи за таму првим треба да се среди затворскиот систем, па потоа да се вработуваат нормални луѓе, да обезбедување да бидат. Еве сега